Добро утро, почитувани гледачи, ново издание на емисијата Фактор здравје. Зборуваме за срцева слабост, причини, ризик фактори, симптоми, диагноза, третман, што треба да знаат луѓето кои веќе имаат срцевата слабост, на што да внимаваат на оваа тема и со многу други прашања кои што ќе успееме да ги разработиме во текот на емисијата. Утрово разговараме со доктор Владимир Ристовски, кардиолог од Градската општа болница 8 септември. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, Билјана, добро ве најдов. Теми од областа на кардиологијата. Многу состојби, многу патологии, многу здравствени проблеми за кои што секогаш треба навремено да се зборува за да биде популацијата добро информирана и велиме секогаш кога можеме навреме да препознаеме некој симптом, навреме и ќе побараме лекарска помош. Што представува срцевата слабост? Да, мислам кардиологијата е доста опширна и нормално кардиоваскуларните болести се најзастапени болести кај целокупната популација, не само во нашата држава, туку и во целиот свет. Едно од тие срцевата слабост, тоа представена состојба на структурно и функционално дорешување на срцевиот мускул. Што значи тоа? Тоа е кога постои неможност на срцевиот мускул да испумпа крвта доволно кон другите ткива и органи и да им донесе соодветно количество на храна и кислород. Значи, кај срцева слабост, оваа функција е оневозможена и на тој начин останатите ткива имаат недостаток на кислород и хранливи материи. Треба да работи повеќе од она што нормално претходно така работело? Секако, повеќе да, има одредени, значи срцето ние ги градуираме по тоа што не значи дека треба да работи 100%, имаме не една треба да работи над 50, односно над 55%, 60% кој што кажуваме дека има уредна пумпна моќ. Ќе погледнеме блок реклами, па ќе продолжиме да зборуваме за темата, а во исто време ве поканувам и вас, почитувани гледачи, да се јавите, да поставите прашања и секако да не следите до самиот крај. Со доктор Владимир Ристовски, кардиолог од Градската општа болница 8 септември, зборуваме за срцевата слабост. Да, слушнавме што значи и сега колкава е застапеноста и зачестеноста, која е возрастната група, која што е со најголем ризик и која што се појавува срцева слабост? Преваленцата на зачестеноста нормално расте со текот на возраста. Односно кај пациенти под 70 годишна возраст тоа изнесува околу 2 до 3%. Меѓутоа како се зголемува таа возрастна граница, процентот се движи од 10 до 15%. Значи кај популација над 70 годишна возраст околу 15% од пациентите се со срцева слабост. Нормално возрастната граница може да биде и пониска за нејзино појавување, значи на срцевата слабост се зависи од тоа од коморбидитетите кои што ги имаат пациентите, односно дали е со диабет, хипертензија и сите други дополнителни ризик фактори. Така. Значи ли дека е многу честа затоа што е општата популација нели старее, велиме имаме се повеќе долговечни да, се повеќе возрастни долговечни луѓе имаме, нормално како се зголемува возраста, нормално се зголемува и инциденцата и појавата на срцевата слабост. Инаку нормално ризикот од хоспитализација се зголемува исто така со текот на возраста. Да. Тука ставаат и тие акутни хронични влошувања на тоа хронично оптоварено срце, така да се тоа придонесува да се појави и да биде доста честа помеѓу популацијата. Така, причините и ризик факторите. Секогаш не интересира зошто се јавува ваква состојба. Етиологијата е различна. Зошто ослабнува срцето? Етиологијата, односно причините кои што придонесуваат за нејзина појава се различни. Најчеста причина за појава на срцевата слабост, односно за попуштање на срцевиот мускул е коронарната артериска болест. Тоа е најчеста причина. Покрај тоа артериската хипертензија, прилежан акутен миокарден инфаркт, појавата на аритми, исто така може да биде честа причина за појава на срцевата слабост. Потоа и други екстракардиални причини како што е пореметување на артеријната жлезда, хипертиреоза, односно зголемена функција, хипотиреоза, намалена функција, исто така може да биде причина, потоа попуштање на бубрежната функција. Сите овие состојби може да придонесат да појава и да бидат причина за срцевата слабост и да не ги заборавиме тие срцеви валвуларни нарушувања, односно пореметување на самите клапни на самиот срцев мускул, кои што дали се попуштени, дали се стенозирани, односно стеснати, исто така може да бидат и голем тригер за појава на срцева слабост. Тоа се тие главни етиологии, односно причини, а во однос на ризик факторите, најчест ризик фактор на кој треба највеќе да му обрнеме внимание е артериската хипертензија. Таа е најчест ризик фактор кој што може да биде причина за појавата на срцевата слабост. Покрај тоа тука спаѓа диабетот, гојазноста, односно прекомерната телесна тежина,
преголема конзумација на алкохол, цигарите, значи се тоа се ризик фактори кои што придонесуваат, односно ја зголемуваат инциденцата за појавата на срцевата слабост. Да бидат добро контролирани, така? И кога веќе нели Секако, крвниот притисок и дијабетот, значи добро да се контролира секако, сето тоа. затоа ние лекарите, мислам сите вложуваме напори да ја превенираме појавата на артериската хипертензија, да ја диагностицираме колку што можеме порано и порано да ја третираме со цел да невозможиме понатамо нежено влошување, односно ние ги викаме тие таргет промени, таргет оштетување на ткивните органи на целото тело, тука спаѓа срцето, бубрезите, мозокот и другите внатрешни органи. Така да ако добро се превенира артериската хипертензија, нормално ќе намалиме инциденцата и за појавата на срцевата слабост. Значи можеме да ја превенираме ако навреме преземаме мерки. Како симптоми специфични се, неспецифични, полесни на почеток, па прогредираат ли со текот на времето? Па добро. Како можеме да препознаеме? Па вака, се зависи од тоа кој дел од срцевиот мускул е зафатен. Ние викаме, медицински имаме левокоморно попуштање и деснокоморно попуштање. Во зависност од тоа кој дел од срцевиот мускул е попуштен, така ќе бидат изразени симптомите. Доколку имаме левокоморно попуштање, ќе не можеме да се истисне срцевиот мускул, е невозможен да истисне крвта од срцевиот мускул кон телото. Нормално пациентот прво што ќе почувствува е замор, нелагодност во градите, градна болка, може да биде причини за појавување некои аритми дополнителни, така да тие се главни симптоми кои што се појавуваат тогаш. Значи пациентот едноставно физички доколку постигне одредена дистанца на пешачење ќе биде невозможен да се движи како што се движел претходно. А ако имаме десно срцево попуштање, односно невозможност на срцевиот мускул едноставно да ја испумпа крвта и да се доволно оксигенира во белите дробови, да се засети со кислород, тука ќе имаме појава на отоци. Отоци најчесто во појава на предел на глуждовите, може да има и појава на асцитна течност, односно течност во стомакот, може да имаме зголемен црн дроб или покачени хепатални маркери кои што најчесто некои пациенти погрешно се упатуваат ќе видат лабораторија покачени и одат на гастро, а со други зборови тоа е како резултат на застој на срцевиот мускул. Потоа пациентот е подисноичен, потешко диши ако белите дробови се полни со вода, така да тие симптоми некогаш и се заеднички, се мешаат, се зависи затоа кажам кој дел. Некогаш може да биде опатена и левата страна на срцето и десната. Така што викаме ние имаме бивентрикуларна слабост, односно слабост на двете комори. И комбинација и од едните и од другите симптоми. Да, и тогаш симптомите се микс, значи, односно има симптоми превладуваат и од левата комора и од десната комора. Во зависност тоа, појавата нови симптоми се зависи од тоа и колку е оштетен срцевиот мускул. Затоа ние медицински ги деградираме на 3 големи групи на поделба. Во едната група на поделба е пациенти кои што имаат отчувана, она што претходно го спомнавме, отчувана пумпна моќ. Тоа е над 50%. Многу често доаѓаат пациенти кај нас и ќе рече име пумпа срцево 60%. Ние викаме тоа е уредно, ама зашто не пумпа 100%? Така да тие се работи кои што им ги објаснуваме на самите пациенти, значи над 50% ние ги викаме отчувана систолна функција. Од 40 до 49 ја викаме на сива зона, односно middle range на срцево оштетување, кое што е во сива зона измеѓу попуштање на срцево и нормална пумпна моќ, и кај пациенти со намалена срцева пумпна моќ, односно тоа е над под 40%, и тогаш викаме срцева слабост со редуцирана пумпна моќ. Тогаш веќе, значи, симптомите може да бидат изразени кај самите пациенти. Меѓутоа не значи ако пациентите имаат намалена пумпна моќ дека ќе имаат изразени симптоми кај оние што се со 40-49, се зависи и од бројните коморбидитети кои што ги имаат и пациентите, и нормално голема улога има и самата возраст. И она како степенување на лесен, среден и тежок облик, така тоа? Така, тоа е степенување, значи на полесна, тешка и најтешка форма. Според сериозноста и според симптомите. Само кратко, кога веќе ги споминавте и оние првите симптоми за левокоморната, така, засегнатост. Замор, неможност да се испешачи поголем дел, како што претходно, да речеме, пациентот го правил тоа, некаква непријатност или нелагодност, кога првично ќе се појават тие симптоми, треба веднаш да
се побара лекарска помош Секако. и дали кај популација која е и под онаа 60 годишна возраст, да речеме, на средна возраст, дали може да се појави? Не игра некоја, Не. значи може да се појави и не да Боже и на 30 годишна возраст. Може ако некој дете вродено со срцева мана која што е пропуштена, не е третирана, таа срцева слабост ќе биде изразена и многу порано. Значи со во многу помала возраст. Така да ние збориме ако имаме пациент кој што нема никакви структурни болести, нема никакви други дополнителни болести, нормално срцевата слабост се зголемува со текот на годините. Меѓутоа, не кажав еден карактеристичен симптом, може се појави кашлица, односно пациентот не може да лежи нарамно. Тоа значи дека левата страна срцевиот мускул попуштил и придонел да се наполнат белите дрвови со мало количество на течност. Па така да пациентите најчесто спијат во седечка или полуседечка положба, ако легнат, едноставно добиваат на гушење или кашлица и тие мора да ги исправат, мислам да го исправат телото со цел нели да можат подобро да дишат. Така да и тоа е еден карактеристичен симптом за левокоморна срцева слабост. Ако се појави значи кашлицата, да не ја занемаруваат, да не Да, мислат не е дека секогаш е нешто од настинка, така таа е по-специфична. Да, тоа е нормално, тие се тие наоди кои што се подспецифични, не е секој што викаме ние настинката или некој воспаление или најчесто нели тие се клинички слики кои се поистоветуваат со пневмониите, односно воспаленијата, па некојаш пациентот може да залута на пулмолог или од пулмолог го препраќаат кај нас или обратно. Така да. Она подкашлување во текот на денот многу често како не класична кашлица, како да имаат потреба цело време така да е искашлаат продуктивна нешто. кашлица, меѓутоа таа кашлица е поизразена при лежечка положба. Не, например, при седечка положба таа е многу помалку изразена, меѓутоа кога пациентите ќе легнат, нормално поради тоа е разливање на секретот во алвеолите, и придонесува за појава на кашлици, таа е продуктивна, не е сувана дразителна кашлица како што може да бидат другите. Така да. Во поглед на дијагнозата, како се поставува, што се е потребно да се вметне во испитувањето, односно да се вклучи во испитувањето за да се дијагностицира? Да се потврди или да се исклучи, така да се па може? Да. Во однос на дијагностицирањето, прво, например, кога ќе дојде пациентот, гледаме неговата возраст. Потоа многу битно ни е клиничките симптоми. Сите овие симптоми кои што ги разгледавме, кои што ги набројавме, ни се многу битен фактор да знаеме пациентот како се чувствува, што чувствува, кои симптоми превладуваат, дали се микс од повеќе симптоми. Друга работа не е физикалниот преглед, односно прегледот на самиот пациент. Гледаме дали има појава на отоци, го слушаме аускутација на белите дрвови, ги препознаваме какви се тие тонови, што има, дали има течност, дали има застој, дали има обструкција на дишните патишта од некоја друга природа. Така да тие се три работи кои што наставно се задолжителни кај секој преглед. Друга работа е нормално 12-каналното ЕКГ, кој што се прави, нормално кај нас секој пациент кога ќе дојде во амбуланта, прво што правиме е го прават ЕКГ, па после доаѓа кај нас на преглед. Врз основа на ЕКГ-то забележуваме дали има некои промени, дали прележала инфаркт, дали моментално прави инфаркт, дали има појава некоја аритмија, така да ЕКГ-то не е буквално пола дијагноза со добро читање. После кога ќе ги сублимираме овие симптоми, кога ќе се постановиме дека имаме индикација дека се работи за срцева слабост, постојат лабораториски испитувања. Правиме основни работи, шекер, да видиме дали пациентот е диабетичар, не е диабетичар. Потоа бубрежни маркери. Има еден маркер посебен за што викаме ние натриотичен пептид, кој што се одредува кај пациенти со срцева слабост, гледаме колку е покачен, како е покачен, и тој ни е директен маркер кој што укажува дека се работи за срцева слабост. Тоа најточен метод ни е ехокардиографијата. Тоа е неинвазивно испитување, односно гледање на срцевиот мускул, односно се гледа неговата структура, се гледаат валвулите внатре, дали им пропуштаат, се гледа кинетиката, односно движењето на зидовите на срцевиот мускул, дали се рамномерно се движат, дали има попуштање од претходно прележан некој процес. Така да тие работи, ехокардиографијата буквално ни ги дава, да не кажам, крајната дијагноза, дали се работи за срцева слабост и не одредува дали се работи од лесен степен, потежок или најтежок степен. Некогаш, доколку некои работи не ни се доволно диагностицирани, тука постојат и дополнителни испитувања, како што е компјутерско снимање на срцето, магнетната резонанца во поново време и такако ни дава големи информации за тоа, за структурата, дали причината за срцевата слабост може да биде како резултат на прележан некој воспалителен процес од некој вирусно потекло, или дали е причината некоја друга, или ложење на одредени супстанции во срцевиот мускул, така да
ни укажува многу и коронарната ангиографија исто така значена, што укажува дали причина за појавата на срцевата слабост е како резултат на запушување на артериите на срцевиот мускул. Така. Имаме гледач на линија, да го слушнеме прашањето, па ќе продолжиме. Добро утро, повелете. Добро утро. Ве слушаме, повелете. Ме интересира, јас сум со мозочен излив. Зошто 2 месеци наназад хипертензијата, горниот притисок ми е 90, а пулсот ми е многу низок. Може и да биде 42, 43. Пијам бисепролол, пијам енап, мислам това. Така, добро, ви благодариме. Секако треба да се направи корекција на таа антихипертензивна терапија. Секако овие пациенти со мозочен удар треба да имаат понизок притисок, односно и тоа да не биде испод 90 со 60 секако. Треба да биде притисокот понизок од 120 со 80 и откуцаите секако треба да бидат поголем, барем од 55. Така да треба да се направи корекција на терапијата со оглед на тоа дека пациентката ни каже дека користи терапија како бисопролол и некои други. Треба се јави дали на матичен лекар или дали на специјалистот кој што припиша таа терапија. Така, за да се најде соодветната така која што ќе ја контролира состојбата. Добро утро и за следниот гледач, повелете. Ало, добро утро. Добро утро. Поздрав до докторот. Имам едно прашање. Која би била најидеалната возраст, односно граница да посетиме прв пат кардиолог, односно ехо на срце и се што е нели поврзано со еден обичен, да речем, преглед за срце. Ви благодарам. Аха, кога најрано да се направи? Добро, ви благодариме. Многу убаво прашање. Да. Вакво прашање искрено. Секако тоа се зависи од повеќе фактори. Доколку пациентите имаат некој дополнителен ризик фактор, односно ако се со прекумерна телесна тежина, доколку се со, не да боже, диабет, нерегулирана хипертензија, тие прегледи треба да бидат малце порано, значи на 30-35 година. Пациентите кои што се комплетно асимптоматски, со полно здравје, би требало да биде над 40 година од животот. Меѓутоа, ако имаат симптоми изразени, има некој симптом, некоја нелагодна, секако дека тоа треба да додат и многу порано доколку ја превладуваат некои од овие симптоми. Меѓутоа, ако се не викаме во полно здравје, без никакви кардио, без генетика од татко, мајка, така да би била некоја граница на 40 година. Така, и на колку време тие превентивни прегледи да се прават, кога не сме почувствувале се уште проблем? Се зависи, пак ќе кажам, од повеќе фактори се состојба, некои се прават значи на 5 години, некои на 3 години. Доколку измериме здрав прав пациент, измериме притисок уреден, нормално би требало да го провери во наредните 3 години, да провери барем еднаш притисок да видиме. Меѓутоа, доколку пациентот видиме дека има притисок, како има хипертензија, прима терапија за хипертензија, тие прегледи се прават и на година дена. Така да повеќе фактори се во, што ви кажам, причина да одредуваме дали се прават тие прегледи на 3, на 5 години, на 2 години, така натаму. Така. На 6 месеци. Ќе го слушнеме и следниот гледач, ама само кратко да прашам, дали систематските прегледи кои што се прават кај работоспособното население се доволни, бидејќи тука ЕКГ задолжително се прави? Ќе ни бидат барем некаков знак, показател дека е добро тука се срцето прават или дека треба нешто ЕКГ, лабораториски анализи, секој отстапување од ЕКГ-то и некои други, или ако се видат покачени притисок, нормално колегите ги препраќаат кај нас, така да тоа е еден основен пакет кој што може да биде тригер и да видиме нешто почетно дали се случува, не, за да може да препратат кај нас. Така. Да го слушнеме и следниот гледач, повелете, добро утро и за вас. Утро. Добро утро. Слушаме. Јавувам се од Кочани. Имам срцева слабост и амиокордин нема го за мене од 200 мг пијам, сабајле пијам сртан со мепинто и за фурисомид за мокрење и после 1 сат пијам овие вазофлекс. Вазофлексо го пијам 3 пати во денот. На ручок пијам и плюс спиролактон од 25 мг и вечер пијам амиокордин и вазофлекс. Сега јас ме интересира, прашањето ми е, јас имам за вечер нели амиокордин, а нема го никаде и дали има нешто замена за овој лек и
Пулсо ми е 125, а сега со миокардино и со мипентото се намали, нели? При тоа треба да одам на контрола. Направено ми е и беше ми речел докторот дека дека над 50, над 45% ми е пумпната моќ. Срцевата слабост, се мисле. Добро. Доволно е ова, доктор Владимир, да. Ви благодариме, да, доволно беше сето ова што ни го кажавте, еве слушнете го внимателно и советот и препораката од доктор Владимир. Има одредени дефицит некогаш на одредени лекарства, тоа не зависи нормално од нас лекарите. Митоа има, за жал по малите места може да има дефицит самите аптеки. Митоа по големите места мислам дека нема недостаток. Митоа секако дека некогаш има можност да се замени лекот и да се коригира терапијата. Сега стриктна замена за тој лек не постои, митоа може да се даде некој дополнителен друг лек кој што колку толку ќе придонесе за подобрување на состојбата на самата пациентка или евентуално да се земе лекот од страна, митоа лекот не е скап, тоа е многу едноставно, митоа од одредени причини може да биде дефицитарен. Така да. Следно што ќе зборуваме ќе биде терапијата, но претходно ќе погледнеме и блок реклами. Останете со нас, почитувани гледачи, следете не до самиот крај и повторно ве покануваме да се јавите и да се консултирате или да добиете совет и препорака од доктор Владимир. Веднаш по рекламите продолжуваме со разговорот и зборуваме за терапијата. Каква е терапијата кај срцевата слабост, веќе кога ќе се диагностицира? Па добро, тоа се зависи од два фактора. Дали се работи за акутно срцево попуштање или се работи за хронично срцево попуштање. Акутно е она кое што настанува нели акутно како резултат на пример на инфаркт прележан или моментално инфаркт кој што го викаме ние белодровен едем. Тоа е на ургентна состојба медицинска која што секако треба веднаш да се реагира и пациентот нормално се хоспитализира и се става во единица за интензивно лекување. Таа терапија значи се зависи од тоа пациентот дали е хипертензивен, односно висок притисок, дали е хипотензивен, се даваат одредени што викаме лекови, медикаменти, се дава кислородна терапија, така да тоа е една ургентна животно загрозувачка состојба. Митоа кога ние пациенти кои што имаат хронична срцева слабост, односно тако се јавува постепено, повремено, прво е основно лекување, ние хигиено-диететски режим и едукација на пациентот. Самата едукација на пациентот е од големо значење. Зошто е важно? Ако пациентот види дека му текуваат нозете, а користи терапија, му даваме, например, да се зголеми дозата на одредена терапија. Им кажуваме на пациентите да внимаваат на внесувањето на сол. Солот секако прави задршка на течности во самиот организам. Пациентот му викаме да се мери секој ден. Значи да видиме на килограм. Ако качува килажа, значи прави поголема задршка на самата течност. Така да тогаш го советуваме одредени лекарства кои што му ги даваме како што викаме ние диуретици, да ја зголеми дозата. Правилното движење. Не викаме на пациентот цел ден да лежи, значи да се движи нарамно. Нормално дека тој ќе биде оневозможен да се качува по горници, така да кажуваме дека секојдневното движење, пешачење порамно придонесува за негово подобро кардиоваскуларно здравје. Со правење мали паузи, веројатно дозволено. Секако така, дозволено, да. Покрај тоа, значи го едуцираме пациентот дома да се мери крвен притисок. Притисокот не смее да биде повисок од 120-130 за систола, митоа па да не биде и систолата понеска од 90. Значи тоа многу влијае исто така за понатамо, нели, за пациентот, за подготовката. Друго што кажуваме на пациентот е рамномерно и правилно придржување на самата терапија. Тоа значи дека ги кажуваме кои апчиња се пијат наутро, кои таблети се пијат на пладне, кои навечер. Внесувањето на вода. Ако пациентот има срцева слабост и отечен, тоа не значи дека не треба да пие вода. Многу пациенти едноставно бегат од фактот дека ако пие вода ќе отече повеќе. Да. Не. Водата, внесувањето на течности ни е важно со цел да овозможиме соодветно и правилно циркулирање и функционирање на бубрезите. Значи, отекувањето да, се појавува, митоа пациентот мора да пие течности минимум литр и пол обична вода секој ден. И за секоја некоја промена која ќе почувствува или да. види, така ќе се и нормално консултира со правилно лекар. земање на лекови кои што даваме нели група на диуретици, бета блокатори, аци инхибитори или ар блокатори, да не ги набројувам сега. Тоа се одредена група на лекови. Во поново време имаме и понови методи
посовремени лекови, кои што за жал се многу поскапи, не идат на товар на фондот, лекови кои што одредена група на луѓе ги купуваат, одредена група не може да ги купат, се зависи од состојбата финансиска, и да не ги забравяме покрај ова медикаментозна терапија, имаме и одредени, ние ги викаме девајси, апаратчиња кои што се имплантираат во срцевиот мускул. Тоа се дава на одредена група на пациенти кои што се зависи од тоа каква е неговата возраст, колку е попуштен срцевиот мускул, се зависи од другите коморбидитети кои што ги има пациенти, се ставаат одредени девајси кои што може да потекнат да подобрат пумпната моќ, кои што може девајси некогаш ги ставаме за да направиме примарно да превенираме појавата на некоја несакана аритмија, кој што може да биде животно загрозувачка. Хируршки може да тоа се овие девајси збориме кои што се имплантираат со мини интервенции. Потоа со хируршки интервенции, со отворени операции кои се даваат девајси кои што се ставаат директно се ставаат на срцевиот мускул и се зголемува пумпната моќ. И во последен стадиум е трансплантација на срцето, кој што како крајен, што викаме, крајна можност за како крајен облик на лекување на самиот пациент е комплетна трансплантација на срцевиот мускул како нели од соодветен донор и на тој начин да се излечи срцевата слабост, кој што во Македонија многу потешко функционира и се надеваме дека ќе бидеме подобри на таа тема. Така да. Да ги слушнеме и следните двајца гледачи. Добро утро, повелете. Добар ден. Добар ден, ве слушаме. Поздрав да докторот и водителката. Ви благодариме. Сакам да поставам едно прашање. Имам 69 години, 2 стента и понекогаш ми се случува да првиот притисок 128, например, е во ред, изнесува 128, а вториот ми доаѓа најниска вредност 47 и пулсот 65 или некогаш и 120, например, со 52. Значи, вториот притисок ми е многу понисок од 60. Што треба да се направи? Добро, ви благодариме за јавувањето. Не треба се грижи пациентка, да тоа е во ред. Добро, очигледно има некоја дополнителна болест на некој крвен залисток, мислам на некој срцев залисток, некоја валвуларна мана може да има, согнато дека е 69 годишна пациентката и 2 стента. Треба да се направи ехокардиографија, меѓутоа тие вредности се во коректни граници. Така добро е што во нормалата на границите е оној високиот, горниот односно. Да, и долниот. Така? Мислам дека би требало да има некоја преметување, некоја валвула, меѓутоа тоа е во ред, да не се грижи. Така. На следна некоја контрола која што ќе се направи, повторно ќе се види состојбата. Добро утро и за вас, повелете, ве слушаме. Да. Само ќе ве замолам малку погласно, не успеваме убаво да ве слушнеме. Да, добро утро, добар ден до вас и до студиото до докторот. Слушаме? Па не. Ајде да се обидеме. Така, доктор Владимир, дали вие послабо слушаме? Да, секако. Така. Ајде, сега е подобро. Слободно зборете, да слушаме, да. Сакам да го прашам докторот во врска со проширена аорта. Проширена аорта на што? На срцето. Во кој дел е молбитна? Па сега немам информации пред мене да ви ги кажам, него пред 2 години ми е диагностицирана, ми дадоа вал од 80 да пијам, но меѓу другото јас немам таков големен притисок што не го пијам редовно, а од време на време чувствувам палпитации кои што порано повеќе при мерење исто така на крвниот притисок неравномерен имаше ритам. Па доколку може да ми кажете до кај вас како може да дојдам и ако има термини или ако нема со приоритетен упат да ми направите на евалуација да се види што е фаната состојба. Добро, ви благодариме за јавувањето. Да, тоа редовниот протокол и анеуризма, односно проширувањето на аортата е исто така едно сериозно заболување кое што зависи кој дел од аортата, дали е зафатен торакалниот или абдоминалниот дел. Нормално во секој дел има соодветни димензии кои што
не сакаме да се постигнат. Тука е многу битна евалуацијата на пациентот, типот на регулирање на крвниот притисок, затоа колегите веднаш побрзо дадат терапија за притисок, зашто тој придонесува да расте таа аневризма или проширување. Многу е битно ако пациентот е гојазен веднаш да намали телесната веднаш, мислам да редуцира телесната тежина, зашто тежината придонесува за развој, побрз развој на самиот процес, исто така користењето на тобако производите, исто така тие придонесува за да се зголеми крутоста и да се појави таа аневризма. Треба да се прават прегледи, годишни, 6-месечни прегледи, зависи од тоа какав типот е нели оштетена или проширена самата аорта, и да се види ако има потреба се прави компјутерско снимање, но да се доулови моментот кога ќе може или кога ќе треба да се интервенира. Дали хируршки или дали со имплантирање на посебни типови на стентови. Така да моментот е да го одложиме тој процес на што викаме на реконструкција на самата валва, или доколку дојде тој момент да го направиме правилниот момент пред да не направи неизменно нели не да Боже прскање или пореметување. Кое што е многу и сериозно и ризично. Процедурата преку матичниот лекар да се најде термин кај вас. Термин, 8 септември. Ваквата состојба остава ли простори малку да се почека ако не се најде термин или со приоритетен да дојде пациентот? Сега пациентот да не биде оставен, да не бил прегледан година, 2-3, за месец дена не е никаков проблем. Ама пак ќе кажам, се зависи од тоа колку е проширена таа сама аорта. Има некои работи кои што дефинитивно може да почекат, меѓутоа некои работи и нормално треба да се убрзаат. Што побрзо ако може да се закаже со приоритетен упат за да се направи комплетен еден добар преглед, нели кај вас. На крајот сме, кажавме и за на што треба да внимаваат оние кои што имаат срцева слабост, ама она најбитното е велиме да превенираме, да не дозволиме да дојде до тоа, како една порака и еден совет до буквално сите нас во поглед на кардиоваскуларното и здравјето на срцето. Превенцијата е битно значење, како што викаме не подобро да спречиме него да лечиме. Превенцијата е најзначаен фактор. Нормално регулирање на крвниот притисок е од голем и важен фактор. Ако пациентите со дијабет, навремено откривање, навремено третирање и придржување, ако се со зголемена телесна тежина, нормално постепено редуцирање, движењето, пешачењето, така да сите овие фактори и нормално превентивните прегледи кои што претходно ги објасниме се придонесува за превенција за понатамошна прогресија и појава на срцева слабост. Така. Ви благодарам за гостувањето. Ви благодарам уште на поканата. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Само да подсетам дека Фактор здравје може да го гледате, односно може да не следите и на социјалните мрежи, на Facebook и на Instagram. Таму можете да ги најдете сите емисии кои што досега биле и оние кои што допрва нели ќе ги емитуваме. Може и да ни дадете некогаш сугестија, да ни пишете, да ни дадете предлози. Ние сето тоа ќе го прифатиме и ќе го изреализираме овде во нашата емисија. Останете со програмата на ТВ24. Убав ден.